Брате, јас будала ли сум? Навистина, тоа што го напишав нема врска со нас, се колнам дека нема. Свесен си дека ќе има големи проблеми, така нели? Го сметав за брат и тој знаеше, ако еден ден дојде тука и каже оди, јас нема да се двоумам, знаеш? Ехрем, брате, ке не замараш цела вечер со ова, кажи отворено. Не заслужувам таков однос, тоа го велам. Добро навреден сум, не лажам, бато, луд сум. Толку е од мене, јас си одам, жената ме чека дома. Пријатно, чичко. Ајде, бато. Ајде, ти благодарам. Фала, бато, фала. Ти велам, брате, јас сум снаа на господинот Аслан. Остави ми ја сметката отворена, ќе ја средиме подоцна. Ајде. Вово се забавуваш, а? Кој настапува тука? Јас добро настапувам. Кој е одговорен овде? Можеме кај мене дома, ако сакаш, мислам. Ке пееш, а јас ке те слушам, што велиш, а? Да одиме? Не разбирам. Велам да одиме кај мене. Еве ке платам, ме разбираш? Да одиме кај мене. Веднаш престан. Срам да ти е. Луда жена. Добро, добро. Ајде Срам да ти е. надвор. Носи го надвор, ајде, носи го. Оставете ме. Ке зажалиш? Ајде надвор. Пушти ме. Оставете ме. Пушти ме. Ке видиш. Оставете ме, доста беше. Пушти ме. Доста. Што гледаш? Без циркузи носете Што гледаш? дома. Што гледаш? Господјо, рековме во рете, ајде, Мамо, смирете јас се сега. ќе ме придружувам. Повелете. Ништо страшно, ајде, гасете камери. Седете, ајде, ништо нема, ништо. Намести ги масите, ајде. Повели, господа, повели. Срамота од луѓе. Повели ќе те Ми однесам нудеше каде треба. пари. Што сум јас? Придружничка? Не, Ми никако, нудеше секако пари. дека не сте. Срамота за такво место. Немојте, ве молам, И тебе не срам можеме да сите ти е, да ги познаваме. И нему исто. Сестро, доста. Срамота. Срамота за Борете, такво место. Сестро, доста, ти направи проблем. Ти крвари усната. Ти беше? Сакаш, не кеш ме удри случајно. Не е ништо важно. Која е твојата кола? Аслан, да излиземе. Аслан. 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 Аслан.
Ајде, Душо, да одиме. Ајде, дојди. Да не земи ги работите. Ајде, Душо. Ајде, дојди. Девин, да одиме. Каде? Ајде. Што работиш во Волта? Нешто како менеджмент. Вистинската љубов ми е литературата. Сега имам сценарио, ќе се обидам да го продадам, па ќе видиме. Пишуваш сценарио? За дигитални платформи. Нашите соништа се длабоки колку и нашите прашања. Јас грешија таа реченица. Сакам да ја поправам, ама никако не можам да најдам време. Ќе ја средам. А ти што работиш? Размислувам за твоите безмислени заминувања и не го знам значењето. Колку убави веги имаш, како нацртани. Навистина. И покрај тоа, малку изгледаш како наивен човек. Како? Дали си правил операција на нос? Не се колнам, не. Како ти е името? Екро. Екрем. Еко. А сега... Прости. Знае вака да се случи. Ќе го средам ова веднаш. Сега веднаш ќе го средам. Хаубата. Да видам со хаубата. Што правам јас? Еве го средувам. Се ќе биде во ред. Каде отиде? Ама нели ти реков? Нели ти кажав уште денес? Што бараш со такви луѓе, Девин? Што правиш? Што правиш со такви? Не вика Илкај во ред. Добро бе, братче, не знаеме се точно. Што да знаеме? Кажи ми што да знаеме. Може би човекот е опасен, може би навистина повредил некого. Ќе знаеме ли за тоа? Слепи ли сте? Го видовте ли обезбедувањето наместо да ги раздвојат? Може да застанеш десно? Постојано вели Аслан не е таков. Езги, те молам, застани тука. Ете, сега го виде каков е. Сега оди омажи се за него. Ќе видиме како ќе биде. Те молам, застани овде, ке слезам. Ајде. Девин, те молам. Остави ја во ред.
Оде си ти кажи ми. Добро, остани покрај него. Не дозволувај дома да оди, слушаш? Не дозволувај Лела и децата да го видат, ама... Добро. Тато. Аслан, Девин, оди си од овде. Аслан, Не можам да дишам. Стивнем. Аслан. Добра, во ред, тука сум. Не Душо можам да целиот дишам. си испотен. Да дишам. Немам воздух, немам. Аслан, додиме во болница, те молам. Не сакам. Аслан, душо моја, кажи ми што можам да направам за тебе, кажи ми. Девин. Кажи, душо. Слушај, не го направив намерно тоа, во ред. Жал ми е, душо моја. Прости ми те, молам. Не ме оставајте, молам. Не грижи се. Речи си ја готова, бабо. Ајде, имаме уште многу работа пред да заспиеш. Бабо, ајде. Джейлан, Мамо, не можам вака. Не можам да издржам. Каква казна е ова? во ред излези. Незиниот лек. Во ред. Зошто не го оставиш детето на мира? Кој е дете, мамо? Джейлан, речи си, стана возрасна. Не се прави глупава, Хулја. За Аслан зборувам. Ајде, дојди да ти ја исчешлам косата, дојди. Момчето е среќно. Му ги видов очите. Остави ги момчето и девојката на мира. А ти не оставили нас на мира, мамо. Те боли ли што некоја друга жена не ти го прави момчето среќно, Хулја? Никогаш повеќе нема да те разочарам. Ќе видиш. Не даве ветувања што не можеш да ги исполниш. Јас со широко отворени очи сум со тебе, Аслан. Дојдов кај тебе, знаејќи те тебе и твоето семејство. Нема сега да ти држам терапија. Нема да ти држам лекција за морал.
Искрено понекогаш и јас мислам дека некој заслужува да биде претапан. Но тоа што изневеруваат сестра ти е нејзин проблем. Не е твој проблем. Воопшто не е. Наверојатно таа и самата го знае тоа. Таа чувствува. Не грижи се. И ти го знаеш тоа. Тоа што тебе те наути не е само изневерувањето, душо моја. Туку тоа што се случи пред сите луѓе. Како се осмелува да го оцрни угледот на нашето семејство со вакво однесување во јавност. Тоа те налути. Ама Аслан, ничи углед не се уништува од тоа што некој друг го прави. Тога, со тоа што изневерува твојата сестра, се посрамотува себе си. Ти, ако го претепаш до смрт, ќе се посрамотиш сами од себе си. И секоја чест. Навистина си решена да ме распарчиш, така? Каква е состојбата на човекот? Ќе преживее, ќе видиш. И ова му е доста. Види, јас не можам да гарантирам дека нема пак да се распаднам. Ама, можам да гарантирам дека по секоја цена ќе те заштитам од себе и од моето семејство и толку сум љубен во тебе што подготвен сум да те заштитам и од самиот себе си. Верувај ми. На браникот од колата ти треба налепница со слоган "Користи го ова". Каков човек си ти? Едно прашање имам за тебе. Зошто го скрши прозорецот долу? А? Стаклото што ти сгреши. Замолчи, ајде да спиеш, ајде. Значи, браво, Зејно. Джейлан, те молам донеси ја новата прва смукалка. Сестра, прво треба да го избришат. Не, душо, ти донеси го, не грижи се. Оваа прва смукалка може да вшмукува и мокро и суво, се во исто време. Добро. И толку е готово. Кога би можело така се лесно да се исчисти? О, погледни ја масата. Добро утро. Добро утро. Совршено е, тече мед и млеко. Кајганата е 10. Да си ми жива и здрава. Проаѓа. Иако не е добра како твојата. Не биди скромна, 10. Чиста 10. Да се венчаме.
Само семејството го прави мажот вистински маж. Основај семејство, Џихан. Има и деца. Најди ја вистинската жена што ќе те направи маж и направи ја Сојкан. Сојкан. Добро утро. Добро утро. Што правиш? Ништо, само што станав. Сваќам, да. Што правиш? Ништо не правам. Има ли јајца во фрижидерот да ти направам омлет? Палтото од татко ми. Последното писмо што го напиша пред да умре, а ти го криеш зад себе. Мислам, последните зборови што еден татко сака да му ги каже на својот син пред да умре, нели? Важно е тоа. Мислам, приватно е. Навистина. Дај. Се колнам, не го прочитав. Не лажи, ајде. Дај. Ај, Сел. Навистина не го прочитав. Доста, ајде. Доста. Само едно нешто сакам. Да бидам слушнат. Да бидам слушнат. Некој да ме слуша. Тешко ли е тоа, кажи ми? Мислам дека не е. Жал ми е. Се гледаме вечер. Се гледаме. Што е? Ништо. Ја гледам мојата идна сопруга. Девин Сојкан. Одлично. Се колнам, прекрасно е. Девин Акин Сојкан ќе биде добра, ма? Како е младоженецот? Прв катник, втор катник, јаболчна коска и носот. Брадата? Брадата е во ред. Јас ќе останам тука. Завршили. Завршив. Како си, бе, Еко? Нема да се поздрави, скарани сме нешто, што е? Не, брате, дете ли сум? Здраво живо, повели. Здраво живо, господин Атила, да го видиме. Секако веднаш да проверам.
ја заслужив оваа великодушна понуда, пријателе. Не е поради партнерството со твојот чичко, нели? Јас ти се колнам дека оваа понуда ми е последна кон тебе, договорот ќе остане доверлив, нема да излезе во печатот, ниту било каде, работите овде ќе продолжат со полна брзина да се случува, ништо нема да биде попречено, така што мислам дека цената е многу фер според тоа и со оглед на состојбата на оваа телевизија и вестник, особено во овие денови, дефинитивно е фер цена целото ово. Така што ако кажеш во ред, го оставаме минатото за нас и ја завршуваме работата. А ако не? Пријател, сакаш ли малку да ти објаснам разликата меѓу мене и чичко ми, може? Повели. Јас сум бизнисмен, а тој не е. Значи, еден ден доаѓаш во твојата телевизија, влегуваш во твојата канцеларија, сакаш да седнеш на твојот стол таму, ама гледаш столот е зафатен. Кој седи таму, а? Ибрахим Сојкан. И ти оставил само едно место за седење овде. Ние не сме вчерашни, Аслан. Како што знаеш, не е лесно да обстоиш во оваа индустрија 30 години без да те соборат. Така што не е важно дали е Ибрахим или некој друг, Сојкан или некој трет. Ние знаеме што треба да се направи. Добро? Прво ми се закани во мојот дом. Сега си тука, во мојата канцеларија, со истиот тон ми се закануваш. Потоа што? Не прави така, те молам, немој, многу си невоспитан, да знаеш. Да го познаваше малку мојот чичко, ќе сватеше дека не те заплашував, туку те предупредував пријателски. Како медиумски човек ти не го познаваш светот. Така ми личи мене. Добро го познаваме чичко ти, не грижи се, пријателе. 7 генерации сме новинари. Одлично знаеме кој е. Исто така нема да се плашиме од Ибрахим Сојкан. Во ред? Не биди толку сигурен, добро? Неговиот прекар е клатавиот Ибо. Клатавиот Ибо. Каков прекар е тоа? Од каде ги вадите овие? Клатавиот Ибо. И сега... Од што да се плашам? Од насилник што се плаши да оди во затвор? Твојот татко влезе на место него и стана познат. Твојот чичко беше Ибрахим Сојкан, па стана Ибо, клатавиот Ибо. Види сега, целата поента кај тој човек е да го прикрие собствениот кукавичлук. Јас му го возможувам тој простор и толку. Тоа е се. Но ние ќе го снимиме документарецот. А тога што ќе каже? Што ќе каже за тебе? Што ќе каже за семејството? Се колнам, тоа е твој проблем, пријателе. Мене не ме засега. Па не падна. Падни, бе. Абе, падни, ѓубрени заедно. Падна.
бомбоните, па ги платив. Да, види го ова. Брате, погледни го како вчерашната објава. Боже, боже. Жими Бог. Убава кола, ево. Многу убава кола, бато. Господ да го штити собственикот од секакво зло. Амин. Татко Тунче сакаше да го поздрави. Почивај во мир. Амин. Каде одиш ти, бе, што има? Кон колата? Не може да се качиш, не доаѓаш со ното, да се занимавам со твоето лутење, со тоа да се бавам. Брате, не, те молам, какво лутење, што да направам сега? Не можам јас да се справувам со тебе, не може да дојдеш со нас. Еве, вози го ова. Вози го ова и готово. Што значи ова? Земи го ова, бе, сина. Како да го земам, бато? Колата е твоја, синко. Што е, не ти се допаѓа? Не е возилото што го гледаше вчера? Бато, не шегувај се со мене. Дали ова моја кола? Погледни ме, мамо. Дојди овде, дојди. Ти си ми брат мене. И не сакам влакно да ти фали од главата. Затоа земи ја колава и уживај во неа, безбедна и сигурна е, онаа старата однеси ја на отпад и ја упропасти колата. Ајде. Ќе ти поставам едно прашање, сега одговори искрено. Во ред. Колку долго се немате видено вие? 10. Проклето нека е, Туги, проклето нека е. Добро утро, Ајча. Дали никој не бараше? Здраво, Девин. Не, имаше само еден гостин, рече дека ти е роднина, отиде во твојата соба. Ај, Господе Боже. Господјо Хулија? Како си, Девин? Добро сум. Благодарам. Какво пријатно изненадување. Имав нешто во близина, па решив да поминам, ем да те видам, ем да ти ја вратам твојата облека. Сте се потрудиле. Благодарам многу. Вашево е тука исто. Да, видов. Дали ова беше твоето место? Седев, ама... Беше. Не е важно сега тоа. Аслан веројатно ви каже каде е клиникава. Не, знаев. И кажете ми како сте, господјо Хулја. Добро сум, добро сум. Денес ручавме во фондацијата со пријателите. Сите те поздравуваат и те честитаат за одлуката за брак. Навистина, благодарам многу. Секако имаше и лоши меѓу нив некои коментари. Како тоа? Например, има и такви што мислат дека оваа одлука е донесена пребрзо. Еден дури рече, мислам дека на пат можеби доаѓа внуче. Ете, такви се луѓето, знаат да бидат безобразни. Но јас им се развикав, немој да се грижиш воопшто. Многу добро сте постапиле, господјо Хулија. Така треба. Ајча заборави да праша. Што да ве понудиме? Сакате чај? Ајде да пиеме кафе едно заедно. Моето нека биде без шејкер, те молам. Се разбира веднаш. Ајча душо, те молам 2 турски кафења и еден чај од липа за мене, те Секако, молам. господјо Девин. Ти благодарам, душо. Всушност, јас дојдов тука за да ти се извинам тебе.
Синоќа во твоја близина се случи една бруталност. Всушност, ваквите искуства не и припаѓаат на твојата реалност. Затоа сакам да ти се извинам во име на мојот син. Не е важно, господјо Хулија, не е важно. Разговарав со Аслан, веќе го надминавме тоа. Не грижете се. Извини ме. Господјо Хулија, договорот му го предадов на вашиот возач. Всушност, Толга воопшто не е лошо момче, но едноставно не можеше да се навикне на нашиот живот. Да се биде сојка не е лесно. Иако Аслан веројатно ти зборувал за нашето семејство, за нашите правила. Зборуваше, нели? Не. Не сме разговарале за тоа. Аслан и јас сакаме да разговараме за работи што не прават многу срекни, господја. Ало, Чичко? Како сте, слободен си? Слободен сум. Јадеме риба со тетка ти заедно. Во Сариер сме. Зошто и ти не дојдеш? Не, дојдов во Волта сум, пријатно јадење. Што сакав да ти кажам? Кажи. Ама внимавај пак да не налутиш. Вчера го расчистивме тоа прашање и го затворивме. Во ред? Токму за тоа сакав да ти зборувам и јас. За она со документарецот, нели? Во право си, Чичо, и јас премногу го надував целото тоа. Така е. Аслан, ти си тврдоглав. Всушност, ако малку размислиш, ќе дојдеш до ставот на Чичко ти. Токму така. Сега ќе ти испратам нешто, Чичо. Фрли еден поглед, што се вели, можеби ќе можеш да го искористиш во документарецот. Што е ова што ми стигна? Подоцна ќе го погледнеш и тоа ќе се чуеме. Поздравија и тетка ми многу. Добро. Извини, убавице. Добро го познаваме Чичко ти, не грижи се, пријателе. 7 генерации сме новинари. Одлично знаеме кој е. Исто така нема да се плашиме од Ибрахим Сојкан. Поред? Не биде толку сигурен. Неговиот прекар е клатавиот Ибо. Клатавиот Ибо. Каков прекар е тоа? Од каде ги вадите овие? Клатавиот Ибо. Од што да се плашам? Од насилник што се плаши да оди во затвор. Твојот татко влезе на место него и стана познат. Твојот Чичко беше Ибрахим Сојкан, па стана Ибо. Клатавиот Ибо. Ибрахим? Добро се? Добро. Види, денес е навистина убав ден. Нема да те задржам повеќе од работа. Да не ја одложуваме вечерата, може? Би сакала дури да ја запознам твојата мајка и сестра. Со сестра ти не се слушате воопшто, нели? Не се слушаме и живееме заедно овие денови. Каква е? Штета. Многу млада девојка, штета. Јамур е добра. Господи Хулија, благодарам. И вие имавте син со кого не разговарате, така? Дали се викаше Џихан? Зошто прашуваш за Џихан? Или дошол тука? Зошто би дошол? И тој сака да се меша со жените во животот на Аслан. А зошто така? Треба него да го прашаш за тоа. Во секое семејство има една црна овца, Девин. Нашата е Џихан. Те молам, ако дојде до тебе или ако веќе стигнал, немој да му кажуваш на Аслан во никој случај. Светот би се распаднал. Повикај ме, мене кажи ми, можам да ти помогнам јас. Ви благодарам за поддршката, господи Хулја. Без разлика што е прашањето, јас не можам да крием ништо од Аслан.
Ќе почекам соодветно време. Ќе му кажам, и ако се случи нешто како што рековте, верувам дека Аслан и јас можеме да го решиме тоа. Не грижете се вие. Изгледа дека го познаваш мојот син подобро од мене. Да речеме се познавам себе си. Благодарам за кафето многу. Нема зашто. Да ти го дадам ова. Многу благодарам. Ова е за вас. Повелете. Благодарам. Во оваа соба човек мора да се чувствува неуништив. Ново право си. Луѓето и тебе ти ја доверуваат душата, секој би помислил дека може да се справи со се без разлика кој е. Секој мисли дека е владетел на светот. Мислам дека тоа е доволен мотив да бидеш психолог. Не знам. Интересно е, секако може. Никогаш не сум размислувала. Мислам дека имав поедноставен мотив за изборот на оваа професија. Навистина, кој беше тоа? Да ги заштитам луѓето од нивните семејства. Да ви испратам, госпоѓо Хулија. Се гледаме подоцна. Госпоѓо Ти Хулија, дојдете благодарам. повторно. Го доби фајлот од Чагри, господјо. Денес е убав ден, мамо. Денес е навистина убав ден. Што е ова? Предбрачен договор. Мамо! 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 Мамо, доста е веќе, не можам ова да го правам. Бате, да најдеме негователка? Тргни се, Джейлан, не сега. Не можам веќе. Што е тоа што не можам да ти кажам? Сестро, види, ако не морав јас да...